Во моментов шивачките се меѓу 5 најбарени занимања во производството. Добра шивачка за текстилците злато вреди, зашто тие се моторот на фабриките. Се разбира дека е огромно значењето, затоа што според видот на дејноста, учество на работната сила во самиот производствен процес и во самото работење на компанијата е огромно. Тоа се на крајот на кришата гледа и во учество на трошоци за вработените во вкупните трошци. Не можете да споредувате компанија текстилна кај што трошци заплати учествуваат над 70% вкупните трошци, со да речеме некоја си монополска фирма како што е Телеком, кај што трошци заплати не учествуваат ни 10% вкупните трошци. Раката на шивачките не требала никогаш повеќе, па од тука со нивната плата постојано се лицитира. Што од газдите, што од самите шивачки. Затоа добра шивачка во моментов вреди најмалку 300 евра, а според реализацијата некаде и повеќе. Но и покрај ова, шивачки нема. Нашите соговорници велат дека сега и 1000 да има, Штип и регионот на сите ширум ќе им ги отвори вратите и ќе им се изратуваат како никогаш. Затоа текстилците предлагаат. Треба да има центар, обучен, у каде заводот ќе ги праќа у тој обучен центар. Мене ми треба работник за таа и таа операција, се јавам у центарот за 4 месеци да го научи за основните работи. Кај што ќе биде потребна с големина брзина, односно квалитет, и со тоа ќе се с голема продуктивност. Поради ова, газдите се принудени одедно да прават две, па некои конфекционери калкулираат со прекувремена платена работа или со наимување на шивачки надничари од други фирми. До кога ова ќе им помогне на фирмите е неизвестно, зашто според истражувањето на Гласен текстилец има и друг проблем. Просечната старост на вработените во текстилната индустрија е над 45 години. Населението старе, а работници има се помалку. Колку повеќе се оди кон исток, толку работничките се постари. Во Штип има млади жени кои би можеле да работат, но од текстилот тие бегаат, попреводат во Италија да берат грозје и јаболки, отколку да работат во конфекција. Вели Јампева. Како и дали воопшто може да се реши овој проблем е крајно неизвестно, но изгледа соочувањето со реалноста за многу фирми е на прагот. Без работници, со мала реализација и неконкурентни плати, наизвестна одлука е клучна врата.